Лидаме ме Мики да пасај до таваш дом пекаришта да бисте еден тон. Добро утро, Мики! Добро утро, поздрав од Охрид. Поздрав од убавото Скопјенце ке кажав, ама не, овој пат Охрид е 100 пати поубав од Скопје. Мики, кај се наоѓаш, изгледа прекрасно, а да не зборам веќе за звукот што не смирува и нас тука. Доаѓа звукот од брановите, така, танцот на брановите. Да. Се наоѓам на градска плажа, малку на друга локација. До пред малку имавме сонце, во моментов е облачно, имаме ветер, затоа и езерото е разбранувано, температурата е 13 степени, но гледам дека во текот на денот ќе се зголеми температурата, дека ќе имаме и сонце. Мислам дека не му личи многу на Охрид вакво време и на Струга не им личи. Не им личи, да. Повеќе им личи убаво сончево, повеќе им личи убаво и сончево време кое што кога можеме да прошетаме и да уживаме, но добро, Охрид знаеш и ти секојаш убав, и Струга исто така, се секогаш убави во секој период од годината, но веќе сме средината на мај и Да, точно средина. Конечно полека го очекуваме летово, овде на оваа плажа за некаде од сега меден месец ќе биде полно, ќе нема место каде да се стави пешкир, така да полека одиме кон најубавиот дел од годината, а тоа е летото, летната сезона и покрај тоа што знаеш и ти ќе има многу гужва, ќе има многу туристи, доста концерти кои што се најавуваат, така да ни следи еден убав период кој што ќе биде идеален за Еве Мики да ти кажам и јас. Одмор овде покрај Охридско езеро. Тек и уште многу убави концерти и работи ќе се случуваат во Охрид. Тек. Ама ќе збориме и за тоа накнадно. Мики, сакам има најави од сега за доста концерти, да. Да, и јас сакам да збориме малце за темата на денот пред да ни раскажеш што има ново од Охрид. Сега прашањето е многу директно, но има малце, би кажала, има малце повеќе емоција во тоа. Не е обична тема на денот. Да беа овие 24 сати последни во твојот живот, како ќе ги поминеш. Но некогаш не е многу важно да кажеме како ќе ги поминеш твоите последни 24 часа, туку поважно е зошто не го живееме нашиот потенцијал или нашиот живот, како да беа последните 24 часа. Не знам дали ме разбра. Денеска малце сме вака не знам, поемотивни. Значи, зошто последниве 24 часа не ги живееме како да се последни во тој контекст? Да. Наистина, и ти само да кажа, доста тешко прашање, можеби подлабоко ќе денеска така малце сме по... Затоа што си сама денес, затоа. Нели, да. Да беше дритро, никогаш немаше да ми дозволи вакви теми да направам. Па не знам, мислам дека секаде индивидуално лежи одговорот. Ние некако сме некако се во трка со времето, се некаде брзаме, се некаде нема време и уште 24 часа да имаме, плюс 48 часа да едно деноноќе, мислам дека и тогаш нема да ни биде доволно. Јас тргнувам од себе буквално. Мислам дека станавме роботи на работава, на динамиката и на се што на динамиката, на начин на живот и затоа мислиме дека тие 24 часа не ги сметаме како да се последни, туку буквално само чекаме да се разбудиме и повторно да продолжиме со истото темпо бидејќи секој ден, мислам дека секој ден кога ќе прашат како го помина денот, како одговората во главно најчесто па иста песна секој ден. Да. Јас да ти кажам право, Мики, денеска се инспирирав од самото тоа што околу мене, околу моето друштво, околу семејството, околу сите што ме обкружат, барем последното
последните денови, вака да кажам, се повеќе слушаме за болести, се повеќе слушаме за стрес. Мислам, стрес што го имаме насекаде во секој минут. Но сакам да кажам дека се повеќе слушаме случаи каде што од некои многу небитни работи се случуваат многу страшни работи. Сакам некако за сите нас да имаме барем да имаме 2 минути во денот каде што ќе запираме и времето да запира за нас и да имаме можност да рефлектираме само према себе. Еве да не зборам за другите. Само према себе да рефлектираме дали јас денеска бев доволно среќен, дали јас денеска направив се што можев да направам за себе си. И само мислам некако да ја смириме и да го смириме и организмот кој што е цело време во анксиозност. Јас мислам дека сите нас сме толку стресирани или иако немаме, како да кажам, на пример, јас во моментот сум окей на работа, еве правам емисија, но мислам дека во мојот организам се уште има стрес од некаја обврска, од нешто што морам да завршам, од овој план, од другиот план, се некој очекува нешто од тебе. Дали треба да застанеме еднаш за секогаш и барем да имаме малку време во денот, каде што сите рефлектираме и стварно да го смириме тој внатрешен дух, ке кажам. Не знам зошто јас денеска многу сум. Затоа пак ќе речам, овој брз начин на живот си го прави своето. Значи, кога се вратиме во времето кога живееле нашите родители, одале на работа од 7 часот до 15 часот и Точно. Понат и остатокот од денот, ајде да не речем по наводници, го живееле, го уживале, Да, одале на одмор, да. заедно со семејството. Јас лично тргнувам од себе. Сега некако, како да го немаме тоа, значи, мене што ме прави, да речеме, надвор и да не размислам од секојдневните обврски. Еве, во текот на вчерашниот ден, доцна попладне, успеав да направам нулова прошетка покрај нашево езеро, покрај Кеот, некаде 6-7 километри, и мислам дека тоа буквално ме опушти, се оддалечив од секојдневните мисли, обврски, задачи и така натаму, но пак некаде потајно, подсвесно, Тоа, подсвеста, она што да. го рече и ти, имам ова да го завршам следниот ден, треба ова да го направам наредниот ден. Така да, мислам дека многу работи се променет и социјалниве мрежи, и телефоните, интернетов, и брзиот начин на живот, сето тоа се го дефинитивно прави своето. Но ова што го имаме овде не се купува со пари, јас велам окригани и стружани се среќни. Не, стварно, тоа е вистина, се сложувам. Затоа што буквално езерото опушта. Не знам колку знаеш дека речиси секој викенд кога е убаво времето, окригани и стружени, можам да зборувам за нас окригани, буквално голем дел од луѓе одат на плажа, овде си носат храна, се собираат, јадат, ќе се напијат по некоја пијачка и мислам дека тоа е тоа што ги опушта луѓето и затоа стружени охригани треба да бидат среќни бидејќи го имат ова богатство, бидејќи не така сите луѓе имаат можност да живеат покрај вода, како велат тоа некои што живеат покрај вода се навистина и многу посреќни И посмирени. И посмирени, да. Јас ја имам среќата баш во Охрид да поминам голем дел од мојот одмор и лето. И да, меќе го имам видено, мислам, го имам преживеано тоа убавината на Охридското лето, Охридското езеро и наутро, и попладне, и навечер, и сабајле, значи во сите видови или во сите временски периоди на денот сум го поминала и стварно е како да така како што го објасни, уствари е подсвестата ти се смирува кога живееш блиску до езерото, до водата. Меќе што имаме нешто друго. Се надевам дека ова лето ќе имаме можност да испиеме едно кафе покрај езерово. Ти ветувам, еве вака јавно ти ветувам дека ќе пиеме кафе. Меќе што се случува друго во Охрид? Што има ново, нешто што се очекува барем овој викенд, да кажеме? Па нема најави овој викенд дека нешто се случува. Пак ќе кажам, сите овде покрај езерово со очекување на туристичкава сезона, зборувавме и минативе емисии, се останува под знак прашалник, што ќе се случува,
каква ќе ни биде сезонава, покрај сите овие случувања кои што се на глобален план, се некако е на стенд-бај, никој со сигурност не може да каже каква сезона не очекува, има најави, има и нови авиолинии до Охридскиот аеродром, ќе имаме и неколку чартер летови ова лето исто така до Охрид, кои што треба да носат странски туристи и во Струга и во Охрид, но пак ќе кажам, се останува на она како ќе се одбиваат работите и на глобален план. Во меѓувреме хотелиерите, угостителите се подготвуваат. Еве јас можам да кажам за Струга дека во пресред на туристичката сезона општината деновиве презеде акција за обележување на јавните површини што ги користат локалните бизниси, тоа се угостителите, рестораните, кафетериите на двете страни на Црн Дрим и на централното шеталиште, така нареченото Корсо, односно на сите јавни површини каде што се поставува урбана опрема. Извршено е обележување со цел почитување на просторот и проектот кој што општината го направи, а локалните власти ги повикуваат сите граѓани кои ќе забележат неправилности во однос на почитување на јавните површини, истите да ги пријават во општина Струга. Значи, сака да се воведе на некој начин еден некаков ред во почитување во користењето на просторот, бидејќи знаеме многу често низ годиниве, па и во Струга, па и во Охрид се случуваше дел од бизнисите, дел од собствениците да излезат надвор од обележаната површина дозволена за поставување на маси столици и е убаво да има еден таков ред да се постави. Еден убав настан кој што деновиве се случи во Струга, Македонската филхармонија имаше еден прекрасен концерт во Центарот за култура во Струга. Салата беше преполна, голем интерес и ова е дел од турнејата која што филхармонија ќе ја прави низ други градови во државата. Струга всушност беше првиот град од каде почна турнејата. Иако имаш информации дека ова е прв пат филхармонија да гостува во Струга, сепак моите информации зборуваат дека филхармонија редовно настапувала во 70-тите години, 80-тите во Струга во рамките на еден настан Струшка музичка есен, тоа е фестивал кој што се одржува порано. Да, и филхармонија порано била редовен гостин во Струга, но еве повторно ни се врати назад. Ја очекуваме и во Охрид, Стружени имаа прилика да уживаат. Еве се надевам дека и граѓани во други градови во државата ќе имаат можност да уживаат во она што го нуди Македонска филхармонија. Ова е само почеток, рековме и преска пред малку дека летово не очекуваат бројни концерти, на големо се продаваат билетиве за некои од веќе најавените настани. Знаеме, Рита Ора на 1 август ни доаѓа овде во Охрид. Сите очекуваат голема исполнетост, особено со туристи, со луѓе, незини фанови од соседниве земји кои што ќе дојдат и од Албанија, и од Косово, и овде од се разбира од Македонија, други градови, така да тие денови во Охрид мислам дека охриѓани најдобро ќе биде да заминат некаде надвор од градот. Јас најчесто доаѓам баш тие денови, Мики, ама последно време дека се дружам со охриѓани и викам дека ние туристиве сме многу лоши, извинете што еден викенд ви го одземаме од убавото лето, ама стварно барем тие денови се најполни и види сега Мики, најзабавни се за младите и мислам дека можеме 48 часа малце да направиме, како се вика, како да кажам, треба да само така да бидеме малце... Не, да им ставиме барем 48 часа да уживат младиве. Тие 48 часа ќе затвориме уши и очи. Да, но јас мислам дека сликите од минативе лета, особено во тој период од годината, пред 1 август, после 1, 2, 3 август, кога оние кои што особено млади луѓе, средношколци, студенти, секаде каде што ќе беа и на кој дел од градот, се она што ќе го јадеа, што ќе го пиеа, не го фрлаа во канти за отпадоци, туку го оставаа на самите јавни површини. И тоа навистина беше срамна и неубава слика за сите оние, бидејќи градот секое утро, тие неколку дена изминативе лета се будеше во хаос и во нечистотија. И мислам дека тука и младиве треба малку да поведат сметка. Никој не забранува
дружење, уживање, забава и така натаму, затоа е Охрид туристички центар, но мора малкуме да водиме повеќе грижа и за нашата околина, бидејќи тоа ѓубре, тој отпад кој што го оставаат позади себе, таа пластика од чишење лименки, на крајот завршува многу често во езерото, и тоа е жално и дефинитивно треба малку да поработиме на таа. И самите родители кои што ги испраќаат своите деца овде на одмор, треба малку да поработат со нив, дека треба да се внимава сепак и на однесувањето. Како не треба, мислам дека многу Затоа повеќе. се поставени и доста камери. Јас морам ти кажам дека буквално во тој дел на градот, сака да се поврзам, треба камери да има. Во тој дел на градот, значи каде околу пристаништето, баш тука на кружниот тек, се веќе поставени камери од Safe City, а информациите се дека покрај автомобилите ќе се казнуваат и пешаците, така да видиме дали во тој дел сега ќе имаме некаква поголема контрола и поголем ред. Би било фантастично, реално сега да збориме, би било фантастично заради тоа што еве на пример децата доаѓаат еден викенд, тоа го прават и прават голема штета на самата природа, но пред се на самото езеро. Кога ќе има камери, Мики, кога ќе видиме, ќе имаме повеќе пристап и ќе можеме да казниме луѓе. Кога казниме луѓе, веќе грешките не се повторува. Така да, само така ќе разберат и граѓаните или децата во овој случај, за да никогаш да не го направат тоа, да ја почитуват природата, а пред се да ја почитуват езерото, што ни е најубавото нешто во нашата земја. Мики, јас морам тука да те напуштам, да уживаш ти во прекрасниот поглед само или прекрасниот звук што доаѓа од таму. На здравје кафето, да пиеш уште едно кафе од мене, а кога ќе дојдам Охрид, секако дека заедно ќе пиеме. Обавезно договорено и во ден на сите наши гледачи и во викенд, бидејќи веќе почнува денес викендов. Да. Убав викенд, Мики, фала ти за се, ќе се видиме другата недела.